Од 400 евра со сопствен превоз до 550 евра со организиран превоз е најефтината понуда за одмор за едно 4-члено семејство надвор од државата. Од туристичките агенции велат дека и покрај кризата, сепак граѓаните штедат пари за да може да заминат на одмор 3-5 дена или една недела. Во зависност од условите кои се нудат, дали станува збор за апартманско или хотелско сместување, се прават и цените за аранжманите. Па зависно од тоа дали во топ сезона или во предсезона, доколку е во топ сезона од околу 400 евра за со сопствен превоз, околу 550 за со организиран превоз, па на нагоре зборувам во апартманско сместување. Додека пак хотелското од 850 евра за ноќевање со појадок па на нагоре. Помладите во топ сезона, вработените согласно можностите за одмор по возрастните на почетокот на јуни или после 20 август. Сите имаат свој период кога да заминат на одмор. Оваа сезона се бираат повеќе апартмански сместувања, бидејќи се поевтини и подостапни за граѓаните. Колку коментираме за Грција, апартманското сепак затоа што хотелите во Грција се малку поскапи за разлика од другите, доколку зборуваме за чартер лет, оваа година најефтина дестинација е Тунис. Четврта сезона е, се уште е нова, додека се докаже на пазарот. Поевтина е од, да речеме, Турција, Анталија и Бодрум, од Хургада, но сепак луѓето се навикнати на Анталија, Хургада, така да и тие дестинации ги бараат. Понуди има за секого, и за оние кои сакаат да прошетаат и истражуваат, и за оние кои бараат сонце и плажа. Споредбено со лани има покачување на цените за околу 10%, но туристичките агенции велат дека не е драстично и дека е согласно сите останати покачувања. Оние што сакаат, например, да истражуваат, да прошетаат и да видат нешто повеќе, одат или во Египет или во Бодрум, додека оние што сакаат плажа, ситен песок, топло сонце и добар all inclusive, одат во Анталија. Предбено со лани како што и другите цени се покачуваат, има покачување, но не е тоа нешто нормално. Мислам, нормално некои си 10% покачување на цените од лани. Додека за разлика од тоа што може да се случи да се покачат и по 50 и по 70%, Грција ги задржа цените, па не само Грција, и Албанија и Црна Гора со некои минимални покачувања, ама мислам дека не се осеќа толку многу. Ако за одмор се одвоени 1000 евра, подобро е да се летува по 20 август отколку во топ сезона, велат од туристичките агенции. На тој начин се добива повеќе. Например, ако заминете на одмор на 5 август, ќе бидете сместени во хотел со 4 звездички, а само 15 дена подоцна за истите пари ќе добиете хотел со 5 звездички.